Вчерашните разрешување на Централниот одбор на СДСМ ги размрда министрите и високите партиски функционери. Од разрешените 6 подпредседатели во јавноста се јавија Спасовски, Ремински и Шилегов. Разрешени се и Зетири, Бочварски и Манчевски. Сите ние се согласивме дека мораме да ги промениме работите, мораме да ги подобриме, да зајакнеме структурата на партијата. Знаете, ова ретко го прави партија која што е на власт и која што ги добила изборите. Ние веднаш после добивањето на овие претседателски избори пристапивме кон анализа и кон подготовка за победа на следните парламентарни избори. И Ремински со слична порака: доаѓа време за испорака на мотото за кое се боревме и во кое веруваме сите ние, дека одговорност мора да има и никогаш да не се повтори, напиша Ремински на својот Facebook профил. Метла од подпредседателската функција доби и скопскиот градоначалник Петар Шилегов, кој потенцираше дека не биле разрешени, бидејќи Централниот одбор постапувал по нивните оставки. Во политиката ништо не е вечно. Како дојдовме, така е логично во еден даден момент да си одиме. Централниот одбор синоќа го разреши и генералниот секретар Кирацовски, кој во својата прва реакција вели дека како поединци не се битни кога станува збор за општото добро на граѓаните. На негово место доаѓа министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој повеќе нема да е прв човек на земјоделие. Нашите функции и кариери се помали од нашиот интегритет и подготвеноста да се ставиме во функција на вишите заеднички цели. Пораката од граѓаните беше веднаш прифатена уште при незината испорака и беше сосема доволна целото раководство да ја понуди својата оставка, за да согласно досегашното искуство нештата ги промениме на подобро, напиша Кирацовски на својот Facebook профил. Меѓу разрешените и организацијскиот партиски секретар Миле Зечевиќ, целиот извршен одбор и координаторката на форумот на жени Цветанка Ласкова. Премиерот Заев синоќа најави дека наред се директорите и министрите за кои ќе одлучи во првата половина на јуни. Ќе бидат повеќе министри, бројката не ја кажувам, имајќи во предвид дека досега се променети 6 министри. Добре. Култура, правда, образование и тројца без ресор. Јас сум близко до вкупната бројка од 1/3, што значи, еве прв пат јавно се отвара дебатата, ќе одиме со изборна влада. Очекувам фидбек веќе следната недела и од господинот Али Ахмети, и од господинот Африн Гаши, и од Мендух Тачи, и од сите представници на коалиционите партнери со кои што имам намера да разговараме, заради тоа што реков имаме слаби функционери на одредени места кои што треба да ги промениме за да дојдат нови, а не дали се тоа од СДСМ, ДУ или било која политичка партија. ВМРО ДПМН постојано ве повикува, но не видовме во нивните редови оставки. Еве нека следат доблесни примери. Значи таму е заменување се. Јас сум кажал јавно, заради тоа што во целиот овој период со некој разговарам, дебатирам и дискутирам. Јас работев со Никола Груевски, ова сега, во моментот што го има, е полошо. Инаку меѓу првите на тема метла се јавија вице-премиерот за економски прашања Кочуан Ѓушев, за транспорт и врски Горан Сугаревски и министерот за локална самоуправа Сухеил Фазлију. Чест е да се биде член на влада, но исто така секој што добил државна функција треба да биде свесен дека еден ден таа функција и ќе ја напушти. И тука јас не гледам голема трагедија во сето тоа. Јас лично сум релаксиран од тоа прашање и мислам дека било кој да одговори на тоа прашање освен премиерот Заев е несериозно и затоа едноставно немам што да одговорам повеќе од ова што ви го кажам. Ние разговараме отворено за сите прашања и работи кои што се поврзани со нашата надлежност, бидејќи станува збор за државни интереси, така да секоја одлука на премиерот ќе ја почитува. Јас сум представник од политичката партија НДП, така да за ДУИ не знам што да ви кажам, знаат, имат како коалиционен партнер, верувам дека тие ќе проценат во разговори со премиерот, ќе дискутираат кои се слабостите, кои се приоритетите, така да ќе најдат некој заеднички јазик во овој период. Заев најави дека ќе разреши најмалку тројца министри, но не ги откри нивните имиња.